Денеска православната црква ги празнува светиот Теофилакт епископ Никомидиски и свештеномаченикот Теодорит. Светиот Теофилакт епископ Никомидиски. Кога првиот царски советник Тараси бил како световник избран за патриарх Цариградски, тогаш со него и од него примиле монашки чин повеќе негови пријатели и почитувачи од световниот сталеж. Меѓу овие бил и овој Теофилакт. Тараси го испратил за епископ во Никомидија. Како епископ, Теофилакт бил добар пастир на стадото словесно и се покажал необично исполнет со милосрдие кон бедните и кон сиромасите. По смртта на светиот Тараси, патриаршискиот престол во Цариград го зазел Никифор, а малку потоа царскиот престол го зазел Лав Ерменецот, кој бил иконоборец и како таков кренал цела бура во црквата Христова. Иако иконоборската ерес била проколната на Седмиот Вселенски собор, овој цар сепак ја воспоставил и сакал со неа да го замени православието. Светиот Теофилакт отворено му се спротивставил на царот, па кога царот не попуштил, му рекол светиот Теофилакт: „Ке дојде цару на тебе остра погибел од ненадеж и нема да најдеш никој да те избави од неа.“ Поради овие зборови, светиот Теофилакт бил со царска наредба тргнат од својата положба и испратен во заробеништво каде што поминал 30 години, поднесувајќи многу притеснувања и навреди, и каде најпосле му ја предал душата своја на Господа, околу 845 година. Спаси Воплотитися от святия Богородица.
Распни сјаже, Христе Боже, смертiju смрт поправи. Един си Святија Тројци, спрослављаеми Отцу и Святому Духу, спаси нас. Свештеномаченикот Теодорит. Царот Константин во Антиохија изградил соборна црква со посебна убавина. Оваа црква народот ја нарекол Златна црква поради позлатата и однадвор и одвнатре, и поради многуте садови во црквата од злато и од сребро. И царот и подарил големи имоти на таа црква за издржување на свештениците, чиј број бил голем. Чувар на оние садови и на сите драгоценности во црквата бил презвитерот Теодорит, свештеник со голема вера и ретко благочестие. Кога Јулијан отпадникот почнал да царува, иако бил крстен, се одрекол од Христа и покренал гонење на христијаните. Неговиот стрико пак, со името Јулијан, дошол во Антиохија и ја ограбил Златната црква, а Теодорита, како ризничар, го зел на суд и го советувал да се одрече од Христа. Не само што Теодорит не сакал да се одрече од својот Господ, туку го наградил царот Јулијан бидејќи тој отпаднал од вистинската вера и се повратил на идолопоклонство, како пес на повратено. Кога лошиот судија од бес и омраза измокрил во Златната црква, Теодорит му прорекол ужасна смрт, која наскоро и го снашла. Теодорит бил со секира исечен за Христа, а судијата Јулијан почувствувал болки во долниот дел на телото од оној миг како се помокрил во црквата, и целото тело му го разјале црвје, та ја исповратил својата отпадничка душа во најгрозни маки. Така и Феликс, неговиот помошник, според пророштвото на светиот Теодорит, завршил набргу, добивајќи веднаш по исечувањето на овој праведник крволиптање од устата. Светиот Теодорит бил обезглавен во 362 година и се преселил во преславното царство на царот Христос. Поуки од светите отци. Доколку не си радосен, што и да сториш, дури и твоето покаяние и твојата љубов нема да бидат вистинити. Старец Емилијан Симонопетриски.